Нема невакцинирани дечиња во детската градинка Вера Циревири Трена во Штип. Сите деца кои одат во градинка мора да бидат со уреден вакцинален статус. И ова како пракса се почитува и пред појавата на заразата со голема кашлица во град Скопје, вели директорката Ивана Ангеличкова. Додава дека родителите уште кога ги запишуваат своите дечиња во градинка се запознаваат со условите, а еден од нив е уредниот вакцинален статус. Дека во нашата детска градинка Вера Циревири Трена Штип, уште при приемот на дечињата во нашата установа, родителите се ги запознаваме со условите кои што треба да бидат исполнети. Еден од условите е детето да поседува потврда за уреден вакцинален статус и во нашата установа да не речам сите, меѓутоа скоро сите дечиња се примаат уште на почетокот со уреден вакцинален статус, односно само дечињата кои што се примаат на според календарската возраст помали од датата на прием на МРП вакцината, нели само за тие дечиња склучуваме договор, бидејќи календарски тие не ги принудуваме да ја примаат пред време. Меѓутоа, со исполнувањето на календарската возраст, медицинската сестра или негователот, воспитувачот од соодветната група ги известува родителите и истите го почитуваат тоа, ги ревакцинираат, нели им ја примаат вакцината или ги ревакцинираат за соодветните други вакцини и имаат обврска да ни достават потврда. Токму затоа бројот на отсутни деца во моментот не е голем, а отсутните се најчесто настинати, што е честа слика зимскиот период. Во оваа детска градинка нема отстрането дете, бидејќи не е вакцинирано. Моментално немаме отстрането дечиња кои што претходно пред појавата на епидемијата во град Скопје нели би биле примени. Тоа може и да се провери со присутни и отсутни. Во моментов немаме драстично намален број на дечиња од причина за некои заразни болести, тоа се некои мали настинки, нешто што тековно зимскиот период се случува. Речи си иста е ситуацијата и во детската градинка Стибо. Заразата со голема кашлица не покоси овде, оти децата претходно биле веќе вакцинирани. Директорот Иле Митре во телефонски разговор за Имнет телевизија истакна дека имало едва 2 до 3 случаи на деца кои требало да се ревакцинираат и тоа е веќе завршено.